Овие прекрасни изработки, направени од дрво, ги прави господинот Станко Мачк, кој што е пензионер и иако има 84 години, се уште активно работи. Односно може да ви направи секакви инструменти, но и украси за во вашиот дом направени од дрво. Особено чести задоволство ми е ова утро да разговарам со господинот Станко, ќе ви посакам добро и убаво утро и навистина една голема благодарница заслужувате за сите овие работи. Благодарение на телевизија Алфа и една афирмација, една добра соработка со тоа. Како ви се роди љубовта кон дрвото и кога почнавте да направите инструменти, но и секакви изработки од дрво? Ја почнав да работам уште како занат кога учев како чирак. А после пензија почнав да работам овие сувенири, тркала и така за кафане за едно друго. Какви се изработки имате направено од дрво? Овде имаме да видиме навистина голем број на инструменти кои што ги имате токму рачно изработено вие. Да, изработено све рачно, алат имам свој изработено сам направен алат и од тоа се изработено све тркала, овие сувенири со све што кој што потребува. Што ви е најтешко кога се работи со дрвото? Што ви представува најголем предизвик или кој? Не ми представува ништо тешко, све ми е лесно за работа, пошто ми е позната работа и према тоа све ми е добро. Лесно ли можете да најдете дрво за изработка на сите работи? Дрво се снаоѓам горе од Скопска Црна Гора, има тамо другари што сме заедно работили у железара и со нив соработувам и тоа ни снабдева со дрва. Господин Станко вели дека никогаш му е потребно и по 3 или 4 денови за да изработи некој предмет доколку е поголем. А за помалите украси потребен му е некогаш и само еден ден. Како се прават еве тапаните? Може ли накратко да ни кажете? Тапани се прави од шперплоча и кожа од јаре или овца и канапи. За изработките употребува најразлични видови на дрво. Даб, бука, орев, но некогаш употребува и врба. Чичко Станко е на располагање за сите на кои што им е потребен некаков вид на инструмент направен од дрво, но и дрвени украси кои што може да го красат вашиот дом. Тој исто така и голем волонтер кој што им помага на пензионерите кога им е потребно нешто да се поправи во домот и затоа не им зема на доместок. Одите ли на пазар? Може ли на пазар да се најдат вашите работи? Може, на пазар носим све. Све што овде што е изложено и на пазар има. Тркала, крстови правим, тапани, виолина, има фурка за предење, има за лани, за конопле, а и за волна посебно. А што ви омилено, што најмногу сакате да правите? Па нај кола да правим. Тоа е најлесно за правење, мада има повеќе работа, али е уходена работа. Во секојдневно хоби на господинот Станко му го исполнува слободното време. Го прави ведар, но и му придонесува дополнителен приход. Или како што вели тој, ќе работи се додека може. Пензионерските денови се одлична можност да направите креативни изработки за кои можеби сте немале доволно време, додека активно сте оделе на работа.